Ерика Јонг, овошја и зеленчуци. Си помислувам повторно на Кромидот со неговите две усни, налик на длабоки дупки во никого. На горната кожа, црвеникаво кафена, излупена за да открие зеленкава сфера, гола како мртва планета, сладкоречива како стакло и со мирис сиреч на животно. Мислам на неговата моќ да привлекува солзи, на способноста за самоиспитување, одлетана од себе си, слој по слој, во потрага по своето срце, што едноставно е само друг предел на кожата, но подлабок и позелен. Се сеќавам и на Пергинт, сметам понекогаш има двојно срце. Потем мислам на безнадежноста кога Кромидот си ја бара својата душа, а си наоѓа само слоеви кожа. И си мислам на сувите праменести корени што не водат никаде и на исушените папоци одсечени во градината. Ниту само справедлив како пролетерскиот компир, ниту заводлив налик на јаболкото, ниту позер како бананата, туку еден скромен, само повлечен зеленчук, повнатрешнет прашувајки, лупејки се себе си, или едноставно зрачејки со ореоли налик на езерски бранувања. Си го представувам како вечен аутсайдер, средно дете, тажен анализант на зеленчуковото кралство. Славен само во Франција, поинаку тиво крепител на супи и јании, непосакуван поради себе си самиот, не е за чудење што ни изнудува солзи. Потем си мислам како надворешната лушпа личи на хартија, како душата и кожата се спојуваат во едно, како секоја лушпа разголува, раскрива едно срце што редум свртува кон кожа. Стефан Маларме, продавачот на лук и кромит. Од здодевните посети, со мирис на лук се бранам. Тагата во солзи свети, кромит кога сечкам сам.